Состојбата на умот е важна. Без разлика дали се борите со настинка, се обидувате да го надминете лошото расположение или се обидувате да совладете нова и тешка задача, вашиот став е критичен фактор. Бог го создал нашиот прекрасен мозок да се развива преку соодветна грижа, употреба и вежбање. Мозокот постојано се преобликува според она што го учи, мисли, чувствува и очекува. Неврологот Џон Арати објаснува: искуствата, мислите, постапките и емоциите буквално ја менуваат структурата на нашиот мозок, но предупредува тој: потребен е еден предуслов за промена, а таа промена е вашиот став. Ставот може да биде многу поважен од фактите кога станува збор за освојување на планините на вашиот живот. Дали имате негативен став дека гледате планини дури во молови, во трговски центри? Таквиот став ќе ви ја исцрпи енергијата, која нема да ја имате кога вистинските предизвици ќе затропат на вашата врата. Но кога имаме лош став, можеме да потрошиме многу енергија качувајќи се по планини и всушност да одиме преку кртови и да се најдеме неподготвени кога ни е потребна ментална сила за да го надминеме вистинскиот врв на тешкотиите. Фиксна состојба на умот е всушност дали имате фиксен пристап кон вашиот живот или барате да растете. Социјалниот психолог Керол Двек ги проучувала она што таа го нарекува фиксна наспроти растечка состојба на умот кај децата и возрастните. Личноста со фиксна состојба на умот верува дека способностите и личноста се вродени, непроменливи како фигура излабена во камен. Фиксната состојба на умот верува дека особините како што се интелигенцијата, способноста и личноста се вродени и фундаментално непроменливи. Тие веруваат дека потребата да се работи за да се подобри значи дека постои недостиг на интелигенција или способност. Како резултат на тоа, таквите луѓе често се фокусирани на својот изглед, наместо да прашуваат што може да научат од своите грешки и предизвиците со кои се соочуваат. Поради силната потреба да се биде паметен, наместо да стане паметен, фиксната состојба на умот го прави поединецот склон да избегнува предизвици. Лесно се откажува кога се соочува со пречки. Смета дека напорот е неуспешен. Тој ги игнорира критиките и го смета успехот на другите за закана за него. Ученик со фиксна состојба на умот кој добива лоша оценка на контролна задача се гледа себе си како глупав, наместо да има потреба да учи повеќе или подобро да планира. Овој став ја зголемува веројатноста дека ќе се откажат од своите цели. Во бракот, например, фиксната состојба на умот верува дека љубовта победува се. За добар брак не треба да се бара работа, треба да се биде како непречено полевање и да се прилагодува со текот на времето. Брачните другари треба да може да се ги читат мислите. Сите недостатоци укажуваат на длабоки проблеми. Фиксната состојба на умот го прави поединецот склон да биде негативен. Страда од повеќе анксиозност и депресија. Тешко им е да простат на другите затоа што се многу тешки за себе. Социологот Бенџамин Барбер заклучува: не го делам светот на слаби и силни, ниту на успешни и неуспешни, они кои ќе постигнат нешто и они кои нема да постигнат. Јас го делам светот на они кои учат и они кои не учат. Можно е да имате фиксна состојба на умот во некои области, но не и во други. Добрата вест е дека фиксната состојба на умот може да се поправи. Ајде да видиме сега растечката состојба на умот. Луѓето кои ја гледаат реалноста низ призмата на раст, веруваат дека иако луѓето се меѓу себе разликуваат по основните таленти и темпераменти, сепак секој може да се менува, расте и да напредува.
имаат желба да растат и да се подобруваат, дури кога прават грешки и едноставно се соочуваат со предизвици. Личноста со позитивен став можеби не се чувствува паметна, но е заинтересирана да стане паметна. Таквите поединци имаат тенденција да ги прифаќаат предизвиците. Тие се упорни кога се соочуваат со пречки. Напред го гледаат како пат до совршенството. Тие учат од критиките и го сметаат успехот на другите за инспиративен. Поединец со растечка состојба на умот има тенденција да биде позитивен. Може да им верува и на другите. Може да се опорави кога не успеал. Има тенденција да простува на другите. Ученик кој размислува за раст, кој постигнува слаби резултати на контролната задача, ќе ги приспита своите навики за учење, ќе се приклучи на студиска група или ќе ја превземе задачата доколку е потребно. Тој е едноставно решен да учи, затоа помалку е склон да се откаже од своите цели. Во бракот, растечката состојба на умот верува дека на љубовта и треба многу практична помош. Проблемите се секако дел од животот и добрата врска бара труд и одржување. Паровите ретко се согласуваат за се и сигурно не може да си ги читат мислите. Тие веруваат дека заедницата ќе расте и ќе се продлабочува и дека предизвиците ќе бидат одговорени и надминати. И тие се во право. Добрата вест е дека ограничениот фиксен начин на размислување е променлив. Затоа променете ја состојбата на вашиот ум. Виктор Франкл бил еврејски психијатар кој бил затворен во Аушвиц за време на Втората светска војна. Го загубил семејството, кариерата, слободата и здравјето. Кога конечно бил ослободен, напишал: може да му се одземе се на човекот освен едно. Последната човечка слобода да се избере собствен став во какви било околности. Изборот на нов начин на размислување слично на менување на која било друга навика. Потребна е пракса, почитувани, упорност и трпение. Оно што учиме да го правиме, учиме правејќи го. Совршенството значи не работа, туку навика. Дали доаѓате од долга низа негативни луѓе, без грижи, неврологот Џон Рати охрабрува: ние не сме заробеници на нашите гени или околина. Секогаш имаме способност да го преобликуваме нашиот мозок. Сиромаштијата, отугеноста, дрогата, хормоналната нерамнотежа и депресија не диктираат неуспех. Богатството, прифаќањето, зеленчукот и вежбањето не гарантираат успех. Гените поставуваат граници на човечкото однесување, но во тие граници има огромен простор за варијации врз основа на искуство, личен избор и еднакви можности. Секогаш ја имаме способноста да го пренасочиме нашиот мозок. Прво, научете да препознавате ограничено размислување. Второ, одлучите дека ќе се победите себе си и дека ќе ги замените вашите погрешни внатрешни гласови. Трето, читаја Библијата за вистински совет и сила. Изборот на нов начин на размислување како учење на која било нова вештина. Потребно е секако вежбање, трпение, молитва и сила. Исус рекол: учете од мене. Можно е учење на нови и подобри начини на живење, размислување. Ново верување го зазема своето место покрај старото и добива сила со текот на времето преку пракса. Затоа практикувајте нов став. Ќе ви помогне да постигнете подобра висина кога се соочувате со животните предизвици. Ќе ги водам слепите по патиштата, ќе ги упатам по патеките. Пред нив ќе ја обрнам темнината во светлина, а нерамната почва во рамна. Поздрав и се гледаме во наредната емисија.